Вечерва во Струга имате семинар кој ќе трае следните 2 дена со Националниот демократски институт. Врвот на партијата овде ќе има пратеници, ќе има и гости од странство, предавачи. Која е потребата за еден ваков тимбилдинг? Овој викенд ВМРО ДПМН практично ќе го помине работно овдека во Струга, заедно со Националниот демократски институт од Соединетите Американски држави. Може би е добро и да се спомене дека нашиот потпредседател Александар Николовски за време на посетата негова во Соединетите Американски држави исто така оствари работна посета со раководството на Националниот демократски институт во Вашингтон практично, и ова представува одлична можност, една пракса која што во минатото се случуваше да се реобнови практично едно пријателство, така што овој работен викенд ќе представува одлична можност за раководството на партијата, за луѓето кои што се овдека присутни заедно со нас од Националниот демократски институт, да пренесеме определени знаења, да има трансфер на тие знаења, да размениме некои искуства од минатото, се разбира. Самиот наслов на овој работен викенд е практично рефлектираме за минатото и планираме за иденината, врз основа на сето на кое што ќе го констатираме како минато во независна Македонија, да ги излечеме поуките од сите оние грешки кои што политичките елити во ова наше 28 годишно политичко мочуриште го правеа во Република Македонија, и тие грешки во иднина да не ги повториме, затоа да направиме соодветен план, да испланираме иднината. Се на се мислам дека ќе представува навистина корисно искуство за ВМРО ДПМН, за луѓето од Националниот демократски институт, бидејќи навистина Македонија денеска никогаш не била поподелена. И како општество, но и како луѓе почнавме да се делиме, не само политички, ние почнавме да се делиме и по определени појави кои што се случуваат во македонското општество. Да речеме, никогаш Македонија не била поподелена кога стануваше збор за Преспанскиот договор. Имаше една помала група на луѓе кои што го поддржуваа и едно огромно мнозинство кое што беше против тој Преспански договор. Потоа она бескрупулозно додворување на Зоран Заев со ниски страсти на определена етничка група, на определен етникум, а се со цел само да обезбеди глас повеќе, бидејќи кај мнозинскиот етникум во оваа држава, македонскиот он, гледаме дека не може повеќе да добива гласови, бидејќи има огромно разочарување помеѓу нив од политиките што ги води СДСМ и Зоран Заев, па он се обидува сега да се додвори на вториот поголемен етникум со ниски страсти, со национал-романтични предлози. На тој начин практично го прави македонското општество се поподелено. Од друга страна пак граѓаните се крајно разочарани од немањето правна држава, практично сигурноста во оваа држава, се деморализирани, демотивирани, и спасот го наоѓаат се леки се со целите семејства надвор од границите на Република Македонија. Така што мислам дека на сите овие негативни појави кои што се случуваа во ова 28 годишно македонско политичко мочуриште, ќе се обидеме денеска да рефлектираме кон нив, но истовремено и да направиме соодветен план и визија како ВМРО ДПМН ја гледа оваа татковина Република Македонија во иднина. Синоќа доцна завршивте вашата турнеја балканска, да речам, бевте и во Брисел. Од соопштенијата кои што ги лиферуваше вашата партија за остварените средби, главно ја опишувавте на вашите соговорници или домакини ситуацијата во Македонија. Кои беа пораките кои ги добивавте од нив? Да, најпрви во Брисел бев заедно со неколку члена од ВМРО ДПМН, со меѓународниот секретар Тимчо Муцунски, тука беше и потпредседателот Александар Николовски на политичкото собрание на Европската народна партија, кое што го организираше Европската народна партија. Таму имав можност да практично ја искористив посетата, да се сретнав со голем број европарламентарци кои што доаѓаат од редот на нашите сестрински партии, кои што се членови на Европската народна партија. Разговаравме за актуелните политички случувања во Република Македонија, разговарав и со тројцата известувачи за Република Македонија во Европскиот парламент, господинот Вајгел, господинот Кукан. Исто така имав можност да разговарам и со потпредседателот на Европската народна партија, тоа е господин Мекалистер, Давид Мекалистер, кој што исто така и председавач со Комитетот за меѓународна политика при Европскиот парламент, со председателот на Европската народна партија имав исклучително корисен состанок, господинот Дол, кој што после состанокот веднаш излезе и со сопствена изјава преку социјалните медиуми, потоа со голем број европратеници, како што е господинот Звер, како што е господинот Ковачев и така натаму. Генерално
Генерално дискутиравме за актуелните политички случувања во Република Македонија, за изгубената правна држава, практично за невладењето на правото во Република Македонија, зголемениот степен на криминалитет, па впрочем ги пренесов и оние 4 немили настани кои што се случија во Република Македонија во само еден ден, каде што имавме гранатирање на еден локал во центарот на Скопје, 2 запалени дуќани, еден мислам дека беа угостителски објекти, еден во старата Скопска чаршија, еден во општина Бутел и истовремено оној филмски вооружен грабеж кој што се случуваше во една подружница на една од банките во Република Македонија. Ја пренесов нашата загриженост, загриженоста на ВМРО ДПМН, но и на граѓаните на Република Македонија од сето она кое што во моментот се случува, за разлика од она розова приказна која што политичарите од владата на СДСМ и Зоран Заев ја прикажуваат, луѓето има можност да слушнат вистинската вистина за Република Македонија и исто така ги пренесов нашите загрижувања, односно нашата загриженост. Да се извинувам дека за време на председателските избори се разбира очекуваме повторно Зоран Заев истите да се обиде да ги украде како што тоа го правеше за време на референдумското изјаснување, како што тоа го правеше за време на локалните избори. Така што имав можност да зборувам за овие негативни работи. Кога го спомнавте председателските избори, обвинувавте за да речам злоупотреби за време на референдумското гласање. Очекувате ли фер председателски избори каде што не е можен или е можен изборен фалсификат? Видете, имаме најмалку 4 причини зошто не би очекувале фер председателски изборен циклус, доколку тој во меѓувреме не се промени, се разбира. Прво, затоа што за време на референдумот ние имавме во определени изборни места гласање на секој 2,4 секунди и покрај евидентните докази кои што ВМРО ДПМН ги достави до обвинителството, ние до ден денеска немаме правна разврска на сето на кое што ВМРО ДПМН го поднесе во обвинителството. Нема ни кривишна, нити па знаеме дали е отпочната било каква истрага, било каква постапка. Имаме на изборни места каде што во 4-5 изборни циклуси наназад излезеноста не била над 50%, сега имаме излезеност од фантастични 98%. И ако навистина тоа не е некаква индиција за некакво полнење на кутија или некакви нерегуларности за време на референдумското изјаснување, не знам навистина што би можело да биде. Втора причина е, гледаме дека Зоран Заев бега од предвремени парламентарни избори, а бега затоа што предвремените парламентарни избори, како и редовни парламентарни избори, според законите во Република Македонија, подразбираат формирање на техничка влада и таа техничка влада може да биде каков таков гарант за реализирање на фер практично председателско изјаснување заедно со тие предвремени парламентарни избори. Конфузијата која што е, би ги споил еве и третата и четвртата точка во една, конфузијата која што е во моментот во СДСМ, оние артифицијални, оние вештачки креирани работни места, гледаме град Скопје вработува 700 луѓе, по другите институции се вработуваат на стотици луѓе. Практично тоа представува индиција за вдомување на партиски послушници и војници во јавните институции, во локалните институции, во единиците на локална самоуправа, и ако тоа навистина не представува определено купување и обид за манипулирање со волјата на граѓаните за време на председателските избори, јас навистина не знам што е. И конечно да сумирам, целата онаа конфузија која што во СДСМ денеска се случува, навистина не загрижува, навистина можам да кажам дека представува уште една причина за да мислиме дека и да бидеме сомнежливи дека се можни фер председателски избори, е последната изјава денеска на председателот на владата, господинот Заев, каде што он практично кажа дека бил премлад за да биде кандидат за председател на државата, но дали е премлад и господинот Оливер Спасовски, кој што е, да речеме, 2 години помлад од Зоран Заев. Дали со таа нестрекна изјава Зоран Заев го елиминираше Оливер Спасовски од трката за председател, или пак овие 2 години постари, повозрасни што се од Зоран Заев, Ранмила Шекеринска и Никола Димитров, се навистина во зрели години и вистинска возраст за да бидат председателски кандидати. Целата онаа конфузија, внатре-партиски битки, оној версе кој што во моментот се случува во СДСМ ги прави се понервозни, а нас па тоа ни дава основно сомневање да веруваме дека во таа збунетост, во тоа бунило, во кое што се наоѓа СДСМ во моментот и Зоран Заев, може да предизвика како реакција лошо организирани председателски избори. За една недела од денеска во Струга, во овој град, каде што сме вечерва, ВМРО ДПМН има конгрес,
каде што ќе биде конвенција, се извинувам, каде што ќе биде избран кандидатот за председател. Јас нема да ве прашам кој е вашиот фаворит, меѓутоа дали е доволно чуден фактот што СДСМ по стапките на ВМРО оваа година за прв пат и тие имаат оглас и тоа резултатите ќе ги објават веднаш по вашите. Чекаат да видат ВМРО зашто ќе се одлучи да трча на председателските избори, па за да имаат сличен кандидат во силите? Да, навистина чудно партија која што има целосната доминација, централната власт, најголемиот дел од единиците на локална власт да биде реактивна во овој процес. Можеби тоа некоја стратегија, но јас се сомневам дека е стратегија бидејќи не гледам потенцијал таму за било какви стратешки потези. Мислам дека онаа конфузија која што веќе ја споменав си го зема својот данок, луѓето од СДСМ ја плаќаат цената. Мислам дека ВМРО ДПМН вака како што се позиционираше навистина како и секогаш во минатото застанува на страната на граѓаните, застанува да предводи практично уште една изборна трка во која што ќе излезе како победник. Јас сум убеден во сето тоа, јас сум сигурен во една таква изборна победа на ВМРО ДПМН, а оставам на помалку компетитивните политички наши конкуренти да копираат, па можеби ќе успеат да извлечат поука каде погрешиле после поразот на претседателските. Јас се надевам дека конечно ќе се охрабрат, се кријат, веќе со недели ја префрлат топката, те од централен, те не извршен, по извршен ја префрлат кај Зоран Заев, па повторно назад до недоглед, ќе се охрабрат да организираат и предвремени парламентарни избори заедно со претседателските, па да услушнат гласот на народот, да ја видат навистина атмосферата помеѓу граѓаните во Република Македонија без разлика на нивната етничка припадност и конечно да завршиме со овие транзициони политичари кои што ќе завршат со едно политичко мочурище на овие избори. Мицковски, додека бевте во Брисел, низ Балканот, НАТО го потпише протоколот за Македонија. Ваш коментар околу тоа би замолила и што значи ова за нашата земја? Го прокоментиравме и тоа, дадовме изјава за Македонската информативна агенција, би ја повторил истата, јас и тогаш и сега секој напредок, се радувам на секој напредок на Република Македонија, но тоа Зоран Заев го направи навистина недостоинствено, нечестито и тоа не може да не остави длабока трага кај граѓаните во Република Македонија, посебно кај оние граѓани кои што навистина ја препозна интенцијата на овој политичар кој што има како да кажам, помалку сумнително минато во политиката во Република Македонија и практично он тргуваше и со правото и со правдината, тргуваше и со сето она кое што генерации претходно го создавале. Ова представува крај на еден процес кој што требаше да заврши можеби пред 10 години, бидејќи сите технички критериуми за да Македонија биде дел од НАТО алијансата и тогаш беа исполнети, но на никој до тогаш не му паѓаше на памет вака недостоинствен, вака срамен договор да потпише како што тоа го направи Зоран Заев, но ете се роди таков човек кој што е подготвен за сопствената политичка кариера, за лукративни причини, за сопствениот бенефит економски и на бенефитот на сопственото семејство да прифати се практично, па дури играјќи се со судбината на илјадници, да не речам македонци кои што во минатото со својот живот го платиле она што ние денеска имаме привилегија да го уживаме. Во секој случај, јас ќе завршам со коментарот тука, станува збор за крај на еден процес во кој што навистина Македонија влегува понижена, недостоинствена, видовте таму се удира идентитетот бетон и така натаму, па кај што требаше да стои македонски јазик, стоеше македонското знаменце практично и така натаму. Гледаме дека сето ова што го направија е повеќе или помалку странно, но Македонија е дел од НАТО алијансата, Македонија практично ќе биде заедно со уште 29 други сојузници, да гледаме напред, да правиме реформи кои што ќе значат подобар живот за нашите сограѓани, многу скоро да дојде до промена на оваа криминална влада предводена од аболиран политичар, да дојдат честити луѓе кои што ќе изведат Македонија од ова 28 годишно политичко мочуриште, ќе ја внесат во Европската унија, каде што ќе биде рамноправна со земјите од развиениот свет. Ви благодарам што бевте дел од... Ви благодарам и на вас на поканата.